Добро вечер. Вие сте во 24 анализа, јас сум Менчата Насова Точи. Големите странски фармацевски компании се сомневаат дека 40% од лековите кои што влегуваат во државата се фалсификувани. Основното јавно обвинителство веќе поведе и истрага. Дали новите законски измени ќе гарантираат безбедни и сигурни лекови за граѓаните? Како е да се биде пациент кој примил или треба да прими фалсификуван или сомнителен лек? Гости во студиото вечерва се Мерием Хаджихамза, раководител на оделение во Агенцијата за лекови. Добро вечер. Сонја Тасевска, фармацевт, извршен директор во теледрогеријата Промедика. Добро вечер. Весна Алексовска, Сдружение Живот за предизвици, Сдружение за ретки болести, и Цвете Серафимовски од Сдруженијето Баланс МК и член на Сојузот на диабетичари на Македонија. Добро дојдовте за сите. На почеток, пред да почнеме, за да ги разбиеме сите дилеми, сакам да објасниме што значи паралелниот увоз и кога за прв пат е донесен во државата. Значи, добро вечер уште еднаш. Драго ми е што имам можност да им објаснам на граѓаните, на сите потенцијални пациенти и на пациентите што на вистина подразбираме под паралелен увоз. Бидејќи последниве месеци бевме сведоци на вакви и онакви констатации и коментари околу проблематиката на паралелниот увоз, кои што во голема мера не кореспондира со актуелната ситуација и со тоа што во суштина значи паралелниот увоз. Значи, ќе се обидам да бидам многу едноставна, за да може да ме разберат гледачите. Значи, паралелен увоз подразбира лек кој што е регистриран во нашата земја. И за тој лек е спроведена постапка за регистрација, ние во законот ја викаме постапка за добивање на одобрение за ставање во промет, која што е прилично сложена и е компатибилна со европската легислатива. Тој што аплицира на таков начин ги исполнува сите законски обврски, значи поаѓајќи од документацијата која што подразбира фармацевска хемиска, и на крај си добива одобрение за ставање во промет на лекот. Што за граѓаните значи тоа паралелен увоз? Значи, дозволете ми, морам да ја направам разликата за да разберат што е паралелниот. Сега, тој што го регистрира лекот е носител на одобрение на лек. Значи е носител на одобрение за ставање на лек во промет. И тоа е таа регистрација која согласно нашиот закон ја има добиено подносителот на барањето. Сега, на тој ист лек, карикирам некој лек од Баер, да каже, еве аспирин таблети нека бидат, кои што се регистрирани кај нас регуларно. Истиот тој лек, доколку се увезува од друга земја, која што согласно нашиот закон е во референтна држава од каде што се дозволува паралелен увоз, тој ист лек може да се увезе во нашата земја согласно некои други прописи кои секако не се исти како за тие што регулираат паралелно. Значи, истиот аспирин се увезува од некоја референтна земја која што предвидена не директно од производителот. Не, значи не директно од производителот, туку од веледрогерија во одредена земја, каде што тој лек исто така е регистриран. Значи таму има marketing authorization holder за тој лек, има и таму носител на одобрение. Разликата е што тој што го носи лекот паралелно во нашата земја, значи треба да исполни некои други услови, не истите услови што ги исполнуваат подносителите на барање за ставање на лек во промет, она што значи комплетна постапка за регистрација на некој лек. Значи,
повеле. Тука е таа замка што настана. Законот беше донесен 2012 година. Тука беа внесени земјите од Европската унија. 2013 година настана промена каде што беа внесени трети земји. Тоа трети земји значи Турција, Русија и така натаму. Што предизвика таа промена во законот? И со која цел беше тоа донесено? Јас прво би сакала да кажам за граѓаните или сите нас кои што сме потенцијални пациенти на лековите кои што се увезуваат во Република Македонија, би сакала само едно кратко објаснување околу делот на паралелен увоз. Значи, терминот паралелен увоз е земен од европската регулатива, меѓутоа суштината на постапката за увоз на лекови од трети земји е многу различен во однос на Европска заедница. Би сакала малку и да кажам дека целта на донесување на закон за паралелен увоз во Европска заедница, причината била да се намали цената на лековите, целта исто така била да се надмине дефицитарноста и, што е многу битно за Европската заедница, за државите, да се намали уништувањето на фармацевскиот отпад. Тоа е се во ред и тоа е се онака како што треба да биде, заради тоа што е регулирано. Меѓутоа е многу битно да знаеме дека земјите на Европска заедница имаат заедничка основа. Значи, они постапуваат по истите закони, значи регистрацијата во сите земји е по истото законодавство и што е многу битно, транспарентноста на информациите и промените кои настануваат во делот на регистрации, во делот на промени на регистрациите, во делот на повлекување на серија од пазарот, се она што има влијание на квалитетот на лекот е многу транспарентно и достапно е до сите членки, земји членки на Европската заедница. За разлика од тоа, во Македонија, кога се воведе... Овој закон донесе доста проблеми, а беше воведен со цел да се намали цената на лековите. Така. Значи, целта беше иста како целта во земјите од Европска заедница, меѓутоа во Македонија се додадоа покрај земјите од Европска заедница и земји како што е Турција, Русија, Израел, Јапонија, значи други земји кои не припаѓаат на Европска заедница. Што е различно во овој дел? Различно е тоа што Македонија не припаѓа на Европска заедница, го нема достапот до истите податоци, меѓутоа нема достап до овие информации нити од земјите од кои што е дозволен, односно се референтни земји за вршење на паралелен увоз. Нешто што можеби беше најголемиот пропуст и кој што сметам дека треба да се надмине ризикот за во делот на увоз на лекови од паралелен увоз, е доколку нашата агенција би подпишала меморандум со агенцијата во Турција. Јас спомнувам Република Турција од причина што најголем процент од увозот на лекови од Република Турција. Со еден меморандум за соработка, нашата агенција би имала навремена информација за сите случувања и промени кои што се во однос на лековите од паралелен увоз. Што се случува? Дали некои лекови се... Да, што е многу битно. Ние промената која што сега ја правиме во нашиот закон е со цел да ја зголемиме контролата на квалитетот на увезените лекови. Меѓутоа, пред да настане увозот, доколку ние би ја имале таа соработка со агенцијата, ние би можеле навремено да ја добиеме информацијата доколку Република Турција би нашла лекови кои што се фалсификувани на нивната територија, лекови кои што се повлечени од серии на лекови кои што се повлечени од пазарот. На тој начин агенцијата и Република Македонија и во интерес се на пациентите навремено би имала можност да знае дека тие серии на лекови се проблематични и ризични за увоз и во својата контрола која прави агенцијата би можела многу поедноставно и што е многу важно за овие случаи, многу брзо да идентификува доколку станува збор за фалсификуван лек или доколку станува збор за серија која што е повлечена од пазарот. Заради тоа што ние сме соочени со
со ваква регулатива која што до сега беше во законот, ние сме соочени со можност да некоја серија од лекот биде повлечена во Република Турција, да ние ја немаме правовремено информацијата и да таа серија, наместо да биде уништена во депоата, значи не знаеме што се случува. Така беше во изминатиот период. Извезена. Тоа е она што се како ризици, можни ризици. Значи целта на законот, извини Миријан, треба да биде да ние сите предвидени ризици, можни ризици со законот ги спречиме. Тоа значи дека за сите нас, значи за нас како граѓани првенствено, затоа што ние сите сме пациенти. Значи би биле на некој начин сигурноста во тој увоз би бил зголемен. Така да, ние не сме Европска заедница, ние немаме иста регулатива и ние мораме да направиме многу повеќе доколку сакаме да ги задржиме овие земји, многу повеќе во соработката со Агенцијата за лекови на државата од која што се врши паралелно. Се согласувам потполно, ако ми дозволите, значи се согласувам потполно дека потребна е контрола, дека е потребна соработка. Ние имаме воспоставена соработка со голем број агенции и од Европа, и со Турција соработуваме. Не би сакала погрешно да се свати, значи ризик, можност за ризик од фалсификат постои секој пат. Не само од лековите, од паралелниот увоз. Ние сме сведоци, значи ние сме сведоци дека појавата на фалсификувани лекови е рак рана на крајот на 20-тиот и почетокот на 21-тиот век. И тоа не е само проблем на нашава земја, тоа е европски проблем, тоа е и светски проблем. 2013 имаше голема рација во Турција. Само да ви кажам, значи и во таа насока, значи се превземаат активности сериозни и на европско ниво и на глобално ниво. И ние, значи, колку што можеме, настојуваме да ги следиме тие трендови. Не секој пат е лесно да се направи. Ние сме свесни, значи, идеални закони немаме во државата, свесни сме дека секој пат, секое законско решение може да биде подобро. И свесни сме дека многу е добро во секоја измена законска да бидат вклучени сите стейкхолдери. Затоа што така нема ни да има приговори зошто е вака или можело да биде подобро. Повелете. Да, 2013 законот беше врз основа на европските земји, нели, на почетокот. Потоа се вклучија трети земји. Што се случи после тоа, зошто е направена таа промена 2013? Значи, првата година кога се воведе паралелниот увоз, немаше заинтересирани страни да го направат тој увоз. И тоа е најверојатно заради тоа што не виделе некој профит поголем, затоа што требаше да носат од европските земји и таму уште некои други, Швајцарија, Ирска, што ни се референтни според законот. Значи, тука е тој финансискиот момент кој што не им бил исплатлив на правните лица за да тоа го спроведа. И државата има возможи и добро да заработуваат. Значи така, не, значи целта беше да се обезбедат, ние сме сиромашна држава. Целта предпоставувам дека била честна во смисла да се обезбедат за сиромашна земја поевтини лекови. Обезбедувањето на поевтини лекови од некои трети земји не мора да значи обезбедување на неквалитет. Значи Турција е земја која што кај нас има регистрирано многу лекови, кои што имаат и систем на дистрибуција на лековите разработен и така натаму. Само да завршам. Значи, тоа зошто се цените таму пониски? Значи, логично е дека се пониски. На 80 милионска држава секако дека имате многу пониски цени. И само таму здравствената политика која има Турција исто влијае, поинаква од нашата соседна. Да, се согласувам. Значи, се направи тој чекор
И релевантно е дали јас лично, како професионалец, се сложувам, мислам, релевантно е, меѓутоа некои состојби кај нас и некои потреби се решаваат политички. И тогаш декларацијата беше дека добро, значи декларацијата беше, значи да не испадне дека целта ми е од оваа емисија да направиме нешто конструктивно, заеднички, не да гледаме по тоа што било во минатото, сигурно имало неубави работи. Тоа била целта, да се најдат поевтини лекови. Меѓутоа, ризикот кој што ние, значи, го согледавме уште од почетокот, беше тој, патот на лекот. Од веледрогеријата до кај нас. Ние имаме на лекот, значи другиот проблем што ние го видовме како пациенти, затоа што моравме да истражуваме и да го бараме тој пат на лекот сами, затоа што никој не ни одговараше од институциите, сите ни ги затворија вратите кога прашувавме од каде доаѓа лекот, кој го носи лекот, што се случува со лекот, како се носи истиот. Значи она што го дознавме е тоа дека кога се носи од Турција, значи спомнавте аспирин. Значи за аспирин официјален дистрибутер во Македонија постои и, например, тој официјален дистрибутер е овластен да го носи аспиринот во Македонија. Исто таков официјален дистрибутер на аспирин постои и во Турција, така. Арнама, аспиринот што доаѓа од Турција во Македонија не доаѓа од официјалниот дистрибутер што е на аспирин во Турција, туку доаѓа од некои си купци и прекупци кои собирале различни серии и во Македонија доаѓаат лекови не од една серија, од две серии да речеш, туку доаѓаат лекови од 20 серии. Па токму тоа јас сакам, вие не ми дозволивте да дообјаснам. Да, не сакам само да го разјаснам делот на купци и прекупци. Па затоа е патот подолг. Затоа што таа веледрогерија од која што набавува, нели, нашиот увозник, не може да одговори на сите потреби. И тој веројатно взима и од други веледрогерии. Значи агенцијата максимално се труди да го следи тој процес. Лесно не е. Но и да се тврди дека закони вие сте постапувале според тој закон што бил донесен дека агенцијата постапувала согласно донесениот закон кој што се согласувам може да се смени на подобро. Следењето на лекови е многу лесно. Серијата знаат, самите фармацевски куќи, колку што знам, серијата знаат која серија каде е однесена. Значи, ако видат, не знам, 620, знаат дека 620 е однесена во клиниката, во главната клиника во Истанбул, во Турција. И знаат дека таа серија ја однеле таму. И после таа серија некако стигнала тука. И ние сите тие серии, ќе ви кажам, дека сме ги лоцирале. Значи, верувајте дека се работи многу. Сите тие серии ние сега дознаваме што се случувало. Биле пронајдени фалсификувани лекови, биле пронајдени лекови во различни амбалажи, биле пронајдени со искинати кутии, биле пронајдени лекови на име на турски пациент, на турски фонд за здравство и така натаму. Ние сега дознаваме што во изминатите 4-5 години се случувало. Вие сте си работеле вашата работа? Тоа е во ред. Значи, ние сме си работели нашата работа и тоа што било несоодветно и најдено, соодветно е постапено согласно законските прописи. Не велам дека не. И се превземаат, значи, инспекцијскиот надзор, верувајте дека, значи, пакување по пакување ги прегледуваат сите лекови што се предмет на паралелен увоз. Нашите лаборатории, кои што ги имаме две, од кои едната е и има лиценца од ОМСЛ, мрежата на европска на лаборатории, тоа се официјални лаборатории за контрола на квалитет, исто така и другата во Институтот за јавно здравје е акредитирана лабораторија и овластена од нас. Таму работат луѓе кои што се членови на тела во Европскиот директорат во Страсбур, кои што учествуваат во работните групи за фалсификувани лекови. И значи тоа се луѓе кои што можат да препознаат фалсификат. Во таа насока сега ние ги обучуваме и инспекторите. Имаме во тек проект кај што сме ги вклучиле Царина, МВР,
Министерство за правда, Министерство за здравство. Значи, настојуваме да направиме една мултипрофилна заедница која од сите аспекти ќе придонесе да се спречи влез на сомнителен квалитет во државата. А можноста секој пат постои. За поскапо ќе испадне поскапо. Никој не го спори тоа, воопшто, апсолутно, се извинувам, никој не го спори тоа, меѓутоа, ние бевме сведоци дека многу работи се подпишува на, така ми рече некој погоре. Ко слушнаме тоа и од врвен доктор, кој што беше директор на една здравствена установа, кој што при правдање кажа, мене така ми рекоа да подпишам. Бевме сведоци на тоа и поради тоа нашата недоверба беше кон институциите. Ние не го спориме. Уште е, дека не го кажат противното. Не разбрав. Значи, добро наредба да подпише потписно на своето убедување и ние да не истина дека ме напажам, напажам било кого. Затоа јас сакам да ве замолам, јас сум тука, не сум во улога на политичко лице. Јас сум тука на вработен во агенцијата, што не сум дојдена да се бавам кој кому нареди нешто. Не, јас сум сакав да објаснам како ние свативме дека функционирал системот. И зошто имаме проблем. Меѓу другото во законот беа дозволени многу дупки, каде што во тендерите беа отстранети, сведоци сме, барем јас и Веста како пациенти, сведоци бевме дека во тендерите беа отстранети сите барања за утврдување на некакви стандарди за чување, транспорт и квалитет. Некој беше за 1 денар прашање, значи не беше за некоја многу ефтина цена, за пола денар се правеа работа. Беа тргнати тие стандарди. Дополнително, неофицијални информации добивме ние од официјалните представници на производителите во Македонија, дека цените кои што поминуваат на тендер од паралелниот увоз се пониски од нивната набавна цена во Македонија. И во Турција. Цените не припаднаа. Набавната цена, значи, овие производителите, представниците на производителите во Македонија, ако ги продавале без заработка лековите, вклучувајќи тука да ги пресмета, значи, транспортните трошоци, трошоци за контрола за стандарди и производствените трошоци, тоа зборам набавната цена во Македонија, нивната цена на производителот била повисока од цената која што ја добил увозникот на паралелен увоз. Моето прашање беше како е тоа можно. Првиот одговор кој што ми падна дека нешто некаде се крие. Или не се користи ладниот ланец, кој што знаеме дека е релативно скап, за да се удат оние лекови кои што се температурно сензитивни. Ладниот ланец, колку год да е скап, мора да го обезбеди секој и тука нема компромис. Ама не беше обезбеден. Затоа што во Македонија нас ни кажа државата, ни одговори дека тие го контролираат ладниот ланец од моментот кога лекот влегува во Македонија. Од моментот кога се превзема во Турција до моментот на влез во Македонија никој ништо не контролира. А да не правиме предходно. А да правиме ништо не знаеме. Значи они имаат температурен испис од веледрогеријата, сега не ми текнува некој име, значи од веледрогеријата од кај што се увезува лекот, они имаат температурен испис и ние тоа и тоа нашите инспектори го проверуваат. Но од следење на температурата, од излез од производителот до првиот увозник и сите други во ланецот додека стигнал лекот до таа веледрогерија, ние немаме никаква контрола нити увид. Ништо. Има уште една работа. Најголем дел од лековите се лекови од ладен ланец. За лековите од ладен ланец следењето на температурата е екстремно важно да го имаме, односно да го имаме, да имаме температурните листи, заради тоа што во било кој дел, период и дел од производителот, од излез од производителот до влез во Македонија, ако имаме период каде што температурата е прекината, ние се соочуваме со огромен ризик, кој што ни една цена не може да го оправда. Заради тоа што знаеме, барем
фармацевтите знаат дека влијанието на температурата, отстапувањето од температурата, делуваат на разградување на субстанциите, на посебно на биолошките лекови. Тоа може да предизвика несакани дејства, може да има токсични влијанија, може да има намалено дејство и најстрашното може да предизвика смрт кај пациентите. Значи тој ризик со ниедна ниска цена, значи не може да биде оправдување. И само сакам за да не останеме должни пред нашите гледачи, кога зборуваме за Република Турција, да се разбереме, ние не зборуваме за производителите во Република Турција. Република Турција има производители кои што имаат стандарди на високо ниво, кои што ги имаат регистрациите и GMP стандардите исполнето и во однос на FDA, Американската агенција за храна, и во однос на Европската агенција. Значи да не направиме за нашите гледачи погрешно толкување дека лековите од Турција се неквалитетни. Не, ние зборуваме за оваа постапка, кога не се набавува од производителот, туку се набавува од некои трети правни лица кои што се како посредници. Ние за тој ризик зборуваме. Доаѓате од веледрогерија која што не увезува лекови од паралелен увоз. Зошто? Значи, нашата компанија направи анализа на можните ризици со кои што може да се соочиме, значи во делот на квалитет на лекот, односно влијанието кое би го имало на пациентите директно и индиректно влијание врз нашата компанија. Значи, ризиците кои што во тоа време кога законот се донесе, кои што ние ги најдовме и ги заанализиравме, за нас беа доволен знак дека не треба да влеземе во работа по оваа постапка. Ако некои компаниите не прифаќаат одговорност за тоа, дека не прифаќаат дека лекот е нивен, така. Значи, така треба да е. Само кратко сакам да се наврзам за мој момент што каже дека се најдени лекови кои се припишани на некој пациент во Турција. Дали вие знаете како јас дома го чувам лекот? Не знаете. И сега, ако јас, како пациент, сум го однел лекот во веледрогерија, па тие го препродале, кај е тука сигурноста? Ја нема. Тука лекот, зато тој лек е веќе одговара на условите, на дефиницијата за фалсификуван лек. Само тоа сакам да кажам, бидејќи такви лекови се најдени. Овие 4-5 години се направија многу турбуленции, имаше многу реакции за инсулините, многу пациенти реагираа дека инсулинот не им делува како да примаат вода. Весна беше и самата жртва на еден таков лек кој што влезете на детската клиника. Како се случи тоа? И уште една се случи, дури уште една пациентка за малку животно загрозувачка состојба, веќе стигнавме до тие моменти. Значи, јас сум пациент со болест на гошеинако, со тоа што треба да примаме ензимско заменска терапија и таа терапија, тоа е ензимска терапија, значи го заменува ензимот кој ни фали, со тоа што мора да се пренесува преку ладен ланец, има различни, скапа терапија е во прашање, навистина скапа терапија, нема да го негирам тоа, како што и за многу ретки болести терапијата е скапа, што не значи дека не треба да ја добиваат самите пациенти. Имавме 5 пациенти на донација, значи 5 години наназад ние го примавме лекот и не имавме апсолутно никакви проблеми, ниту несакани ефекти, значи буквално значи од еден живот каде што бевме скршени и паднати во кревет, ние во текот на тие 5 години станавме луѓе, мислам буквално станавме луѓе, јас станав и мајка умеѓу време, значи можев да се го дозволам тоа затоа што се лекував. Тоа државата реши да почне да ги плаќа лековите. Ние како здружение инсистиравме да останат неколку пациенти на донација со цел да заштедиме на еден начин за да има за повеќе пациенти и повеќе лекови, а од друга страна затоа што ако излезеш веќе еднаш од таа хуманитарна програма, не можеш да се вратиш назад понатаму во истата. И сакавме да останеме, но државата рекоа не, сите пациенти ќе бидат платени од државата, не сакаме да превземаме ризици, дали ќе стигнуваат лекови и така натаму. И добро се увеза од како прво имаше тендер, ние како пациенти дури отидовме на тендер на отварање како представници на здруженија, затоа што сакавме да го видиме првиот тендер за ретки болести, затоа што беа првпат 20 нови лекови влегуваа во државата. Значи морам да споменам дека на целото штидење во 10 години ниту еден нов лек на позитивна листа не се стави. Веќе ако
се штедеше, барем да се вложеше таму каде што беше земено, нели, од една страна и од друга страна. И отидовме на тој тендер и јас тоа се изненадив, затоа што освен официјалната фирма дистрибутер која до сега ни го носеше лекот преку донација, нели, се појави уште една фирма која го носи лекот и ми казаа дека го носат од преку Турција, дека со паралелен увоз ќе го носат. Помина тендерот има, нели, не знаевте што значи тоа? Не знаев, се растресав, дури стигнав и до самата компанија, до врвот на компанијата отидов на директорот што го произведуваат лекот и прашував што тоа значи и тој рече тоа значи дека ние не можеме да превземеме одговорност за тој лек. И самите испратија и писмо до Министерството за здравство, до Агенција за лекови, каде што буквално се оградија од секаква одговорност за лекот што го внесува, што се внесува со паралелен увоз, затоа што не доаѓа од нивен официјален дистрибутер. Тие рекоа, ако го донесете од дистрибутерот во Турција, нема проблем, ќе ја прифатиме одговорноста. Но ако е од кој било од Турција, тоаш не може. Тоа е буквално кога идеш на пазар и купиш било што. Не можеш да одиш и да го вратиш после, пошто нема ни да го најдеш тој таму. Сам не оди тоа така. Баравме, се упативме во Министерство за здравство и Агенција за лекови, им пишавме писмо, дури и во детска клиника на доктори, кај стигнавме таму пишавме буквално. Рековме дека како со пациенти се сомневаме, затоа што никој не прифаќа одговорност од компанијата, ни е страв да го примаме тој лек и тие не уверуваат дека се е во ред и дека нема да има апсолутно никакви проблеми. Побаравме сертификат за квалитет и за потекло на лекот, тие ни рекоа дека ги имаат и дека им се обезбедени и ние рековме окей. И не ги видов. Тоа се беше за жал неофицијално и телефонски или лице во лице. Зашто не ми дадоа писмени докази. Ја ги побарав, не ми дадоа. Ништо. Не ми дадоа ниједен официјален документ. Сите серии на тој лек беа повлечени и беа ставени на веб страната на Агенцијата за лекови. Не сакам многу да коментирам околу тоа, затоа што не сум во тек со таа постапка. Јас сум го опише случајот за овај законски пишни законот доаѓа на тој момент. Знам дека имало до октомври почнавме да го примаме лекот. Во март, април се појави алергиски реакции. Значи, после инфузија се враќам дома и целата сум црвена. И си викам, нешто изедов, нешто испив, значи на крај памет не ми паѓа дека мене може да ми е од лекот, затоа што помина веќе неколку месеци и да се осеќав полошо отколку порано, ама си мислев тоа е затоа што дојам дете, нормално е да сум поуморна, пак да ми се слаба крвта и сите тие работи да ми се враќаат. Затоа што сепак не имаш уште еден човек за гледање и си викам, окей е ситуацијата. Ги прашував и другите пациенти како се чувствуваат и тие викаа па така, знаеш, во ред, ама не сакав да им кажувам ништо и да ги плашам, затоа што тоа се крива паника и јас сваќам зашто јавно не се зборува премногу на оваа тема, затоа што луѓето ќе ги фати паника, ќе не знаат од каде да купуваат и како да се лечат. Ни веќе ги има фатено паника за вакцините што ги купуваат од Грција или од не знам си каде, а камоли да речеме дека многу лекови се фалсификати или има можност да се фалсификати. Тоа ќе биде огромна паника во Македонија. Затоа што паралелниот увоз е на многу голема врата влезен во Македонија. Што се случи тоа? Се јавив кај докторката и докторката ми кажа еве другата пациентка го прима лекот и таа има алергиски шок. Значи, под алергиски шок правиме муабет за гушење, значи среќа татко е бил до неја и веднаш се сопрел инфузијата, викнал сестрата, веднаш ставили инекција и се вратило дете во живот. Инаку ќе беше можеби и смртна присуда самото тоа внесување на тој лек. После пријавата веднаш беше повлечена серијата, затоа морам да ја пофалам Агенцијата за лекови, значи веднаш изреагира. Серијата била повлечена? Не само серијата, туку цел комплет сите лекови, буквално сите ампули ги повлекоа. Само што тука не израчуна колку време ќе им треба да донесат нови и да ги истражуваат тие ампули, кој е фалсификат, кој е добар, кој е лош, дали има нешто проблеми или нема проблеми. Без лекови добри 6 месеци. 6 месеци останавме без лекови, буквално. Ние сега дознаваме од кога се отвори целата работа со паралелниот увоз и лековите, дека во таа серија имало 11 фалсификувани лекови и 9 оригинални. Имало сивка на веб страната на Агенцијата најтранспарентно.
нешто што се употребувало за лекување. За нешто што го намалувало хемоглобинот, а ние како пациенти имаме низок хемоглобин. Или олово од крвта. Ние имаме низок хемоглобин како пациенти, а тоа ни го намалува хемоглобинот што го дава. Вие за дополнителни информации околу тој предмет можете слободно да се јавите во агенцијата за а има отворено и комплетно истрага околу паралелни. Има неколку дописи до агенцијата за лекови Министерство за здравство испратени од Сдруженијето за живот со предизвици во име на пациентите и родителите, нели нормално. Дописите се архивирани, што се испратени, на нив немам добиен одговор. Она што го баравме е да ни дадат агенцијата немате добиен одговор. Она што го баравме е да ни дадат документи, значи што се испитало, што се добило од испитувањата, што бил проблемот, значи буквално да ни кажат што ние сме примале во текот на тие 6 месеци. Значи затоа што после дознавме дека еве значи сестрата била таа што припазувала и што ги гледала дали се матни, дали се бистри, па веројатно и таа не спасила на некој одреден степен, не ги давала лековите што се добри. Што изгледале подобро, да. Кога се растварал, ова неофицијално бил како смола, тој фалсификуваниот кој ќе се растварал бил како смола содржината течност. А некој треба да биде прозиран. Дали од обвинителство ве викна после ова? За тоа не можам да разговарам. Нормално. Дали истрагата да тека? Јас се надевам дека ќе истражат до крај све и навистина се надевам дека ќе се дојдат до одговори, затоа што искрено јас не се чувствувам безбедно во мојата земја. Значи јас тоа дојдов дете, што ако нешто му се случеше на моето дете? Значи лекот кој го примам за мојата болест е безбеден за доење и за бременост. Но тоа другото што било внатре, дали е тоа безбедно или не е безбедно? И дали можеше нешто да му се случи на моето дете? Згоре на се тој лек го примаат деца што треба да растат, да се развиваат. Мислам, не можам да разберам како мора да си ги штитиме децата, мора да си ја штитиме иднината, мора да си ги штитиме граѓаните. Значи, на крајот штедењето ќе не кошта многу поскапо отколку да платиме, мислам, тоа се докажува. Пред да поминеме на законот, јас би сакала само околу инсулините, имаше проблем, една криза едномесечна, дали сте сега задоволни се решили тоа? Кризата настана токму, да речем, на наше барање од Асоциацијата за детски диабетес на Македонија, Баланс Мака, затоа што ние побаравме да се направи контрола на инсулинот, целост, сеопфатна контрола. Проблемот настана кога во неофицијални разговори разбравме дека впрочем увозникот нема на залиха исконтролирани инсулини за да може да ја покрие потребата на пазарот. Дека трае контролата. И токму преди тоа се направи тој гап. Веднаш се постави прашањето како претходно се контролирали инсулините и дали имало воопшто некаква контрола. Значи тоа ќе оставам да одговорат надлежните и да го проверат тоа и значи ние имавме допис до јавниот правобранител каде што добивме одговор од тамо. Одговорот беше да го контактираме обвинителството затоа што треба да го контактираме. Како и да е, да не го забравиме и правобранителот тука тој се вклучи. На наше барање да се исконтролираат инсулините, ние откривме нешто што е сосема друго, што нема врска со квалитетот, а тоа е дека уствари инсулинот се носел во Македонија на лажичка. Значи секој месечно за потребите на и ако го отвориме тоа понатаму прашањето, кога се носел, кога се стигало да се исконтролира таа количина која што донесена, па после откривме дека се носеле по 20, 30, 50, 100 серии, да се исконтролира една серија во регистрирана лабораторија која што може да испита целосно колкаво е нивото на активна супстанца во самото пенкало и дали има активна супстанца и сите тие работи, чини околу 500 евра. Па каде се тука заштедите на увозникот ако треба 50 серии да испита по 500 евра? Значи, многу е сериозна работа. Меѓутоа, од она денес што го слушнав од изјавата на директорот на Агенцијата за лекови, ја морам да кажам дека сум презадоволен, затоа што ние разговаравме и со него, разговаравме и со Министерство за здравство, разговаравме и со Фонд за здравство, секаде укажуваме на проблемите со кои што се очуваме, генерално тоа се истите проблеми кои што ги имаме сите. Значи тука сме јас и Весна од тие две здруженија, меѓутоа можеме да зборуваме
во името на сите, затоа што маката во тие изминати 4-5 години е натре да се запознаеме и ние малтене станаме интимни пријатели. Заради таа мака. Една добра. Дополнително плюс. И сега што се случува? Се случува да она што сега го направи Агенцијата за лекови со измените за законот, се надевам дека така ќе биде во пракса, од она што го кажа директорот е токму оние барања што ги имаме ние да се оставиме да се контролира од почеток до крај. Ете така. Ламниот ланец и власта сега се одлучи за инстанција решение за измени на законот за лекови во делот на паралелниот увоз. Дали овие измени гарантираат безбедност за граѓаните? Да. И во кој дел се состојат тие измени? Ве молам да ги објасните. Но пред тоа би сакала само да му одговорам дека не е ваша работа да се грижите колку ќе трошат компаниите кои што носат. Не ме разбрате, воопшто не ми е грижа колку ќе трошат компаниите. Јас сакам да кажам дека со тоа што сакале да заштедат, се штедело на здравието, на сметка на здравието. Значи штедиме на инсулините без никаква контрола врз нив и на сметка на здравието. Ние осетивме проблеми врз нашето здравје, не ме разбрате. Затоа што, сакам да кажам, за тие да ја добијат таа цена која што ја понудиле на тендер, а треба да плаќаат со секој увоз на 30 серии по 500 евра за контрола на една серија, нема математика. Сакам да кажам дека математиката тука не се покрива заработка. Значи дека тоа не е правено. Значи не се правело, не се контролирало тоа за тој што ги увезува тие лекови да има заработка, зашто во спротивно ќе нема. Тоа сакав да го кажам, да бидам попластичен. Инаку уште еднаш би сакала да потенцирам дека пошто има малку забуна кај населението, па и кај стручната јавност, која е улогата и кои се ингеренциите на Агенцијата за лекови. Значи, Агенцијата за лекови е регулаторно тело. И Агенцијата за лекови е должна, без оглед на се, без оглед колку чини, значи да обезбеди квалитетни, безбедни и ефикасни лекови. И не треба Агенцијата да ја засега, ние како држава, сите не засега ако може нешто да земеме поевтино, но никој пат на штета на пациентите. Сега, ова може би ви звучи као демагогија, верувајте ми, не е така. Значи, последниот хаос што стана во цела држава и параноја на пациентите и страв некој, јас имам диабетичари во фамилијата. Значи, тоа не тангираше сите нас. Значи, не е лесно. Меѓутоа, агенцијата, бидејќи инспекторите кои што одеа на терен, најдоа сомнителни некои примероци. Заради тие примероци, значи, се исконтролира сите серии, се бараше од производителите и тоа не е лесно, затоа што, слушајте, затоа што оригинатор, ако она има лек од оригинатор, зошто би она се ангажирала да ми достави мене стандарди кои што чинат многу, да ми достави следливост. Сакам да ви кажам што е направено. Кога е направено во овие 4 години? Не, во овие 4, последнава година тоа стално се прави. Последнава година. Но и за чекајте, и за предходно, значи и за предходно, затоа што на европско ниво кога се збори за паралел импорт, се мисли на дозволување, имаат и некоја терминологија паралел distribution за овие што се со централизирана поста. Сега да не се расфрлувам со стручна терминологија, сакам да бидам едноставна. Значи, имат паралелен импорт и се прави контрола на тој паралелен импорт. Тоа истото го правевме и ние. Но, може да се прави и проценка и читање на тој дата матрикс. Не разбирате, кој што ви дава многу податоци за лекот, па проверка, тоа го прават во нашите лаборатории, проверка во дата базата на EDQM, дали таа серија била фалсификувана. Значи, тоа се многу... Знае колку можат нашите лаборатории да го искористиме времето. Ова ви го реков, ова се прави без проблеми. Меѓутоа, во однос на испитување на параметрите, сега ни е полесно, затоа што сме обезбедиле стандарди. Во корист на времето.
Што нудат новите законски решенија? Значи со понудат безбедни лекови и што бараат од добавувачите? Што е смената во законот, ствари, за да знаеме да знаеме сите. Не сме го виделе, до сега немаше нема да кажам до сега немаше, затоа што во почетната регулатива наша имаше барање за сертификат за квалитет. Меѓутоа, после измените што следеа, тоа се тргна, сега па се враќа. Значи, бараме сертификат за квалитет на лекот оригинален од производителот. Зошто го бараме тоа? Затоа што производителот стои позади тој сертификат. Значи таа серија ви е контролирана. Тој стои позади тоа што декларирал во сертификатот и одговара за тоа. Тоа за нас е таа појдовна гаранција дека се работи за сигурен лек. Поради тој сертификат има право да контролира во секој момент од патот, од чувањето, стираото. Тоа е супер. Видиме како ги контролираме дали сертификатот само што се состојат измените. Ние кога некако на брзина ова се случи, намерата на агенцијата беше сите измени темелно и јасално да ги направиме со новиот закон кој што планираме за оваа година. Значи, одвојување меѓусебно на законот за лекови и законот за медицински средства. И бидејќи, нели, нашата држава стреми кон приклучување на ЕУ и сакавме во сите сегменти, значи, секаде кај што имаме гапови, да гледаме да бидеме компатибилни со она што значи европска регулатива. Меѓутоа, верувајте, токму заради паниката која што настана во населението и која што исто и нас не убиваше, колку и вас, значи се посегна по ад-хок решение да се направи нешто за да се зголеми довербата, затоа што не е убаво, ние сме сите потенцијални пациенти, не е убаво да се изгуби довербата во институцијата која што треба да ти обезбеди квалитет и да ти го унапреди, да ти го чува здравието. Затоа се направија измените. Ние имавме состаноци и со оригинаторите, и со овие правните лица што го спроведуваат паралелниот увоз. Секако дека многу е оправдано оригинаторите да се револтирани затоа што регуларно го регистрирале лекот, обезбедиле документација која што и тоа како е обемна. Согласно ЕУ легислативата се правела контрола, пошто има некои лекови за кои што се прави и само проценка на документацијата, доколку се регистрирани со централизирана постапка. Но тие ги поминале сите тие постапки. Па потоа прва серија им се испитува, па имаат инспекторите нашето одделение за инспекција 5-годишен план како прават узорцирање на тие примероци по случаен избор. Не разбирате, јас разбирам зошто они се револтирани. Имаат право да се револтират. Многу од нив ја напуштија државата си замина затоа што веќе Ама интегритетот им се нарисува, излегува дека таа компанија имала фалсификувани лекови. На толку многу негативни... Секунда. Целата работа е што нас тоа најмалку не интересира. Нас не интересира да си го зачуваме здравието. Тие лекови кои што нас ни се потребни како воздух. Без нив ние не можеме да преживееме, барем знаете, имате дома човек што има диабетес. Проблемот е што во тендерите се укинаа сите стандарди и им се даде на совеста на увозниците да ги чуваат соодветно лековите да ги дистрибуираат. И тука е проблемот. Бидејќи ние сме сведоци наназад, секој ако може некој да заработи на сметка на квалитет, а да не се дознае, тоа ќе го направи. И ние се сомневаме дека тука беше проблемот и пропустот поради законот и поради тендерите какви што беа распишувани со укинати стандарди. Единствен критериум за добивање на тендерот беше најниска цена. Апсолутна неболуза. Со тоа се согласувам потполно. Меѓутоа не го решава тоа агенцијата за лекови. Па ви велам, значи нас тоа не шейтира. Значи тендерите на болниците не се работа на агенцијата за лековите. Ретките болести, доставноста, не сакам да се бранам, само многу, значи нас како агенција на лекови ни е битно што треба граѓаните да очекуваат од нас.
Значи секој пат сте добре дојдени за секој сомнеш. Затоа сега ние во теки проектот за фармаковигиланца. Не да се пријавуваат несакани дејства само од паралелен увоз, за сите лекови. Значи тоа е задолжително за сите лекови. Значи се прави систем. За толку кратов период да има пријавени само 48 случаи. Но тоа значи дека не функционира. Не дека имаат забрана. Како да имале забрана. Да, а уствари ке нас вие и здравствените работници немате толку висока свест да он како здравствен работник осети должност да пријави несакано дејство. Можам да кажам дека ни пациентите не ни знаат дека може да пријавуваат несакани дејства. Значи, во моментот на веб страната на агенцијата има електронска пријава, може да пријават. Значи, се работи. На нашата фейсбук страната. Сакам да ме разберете дека не сакам да бранам. Ние сме тука сите заедно да направиме нешто добро. Кога зборуваме за покрај сертификатот, што друго се бара? Покрај сертификатот, кога ќе се добие одобрението за ставање во промет на лекот. Се извинувам, да, на паралелно увезениот лек. Значи, освен тој сертификат, пред да се добие, се извинувам, значи, освен сертификатот за квалитет доставен во оригинал од производителот, тој може да достави сертификат од овластена лабораторија од земјата производител, ако има таква таму, или од овластена лабораторија од надлежен орган, еве, например, да речеме во Турција. Ако они имаат таму овластена лабораторија за соодветна анализа на биолошки лек или за некој лек произведен со висока технологија, тој сертификат исто така во оригинал, затоа што живееме во ера на фалсификати, огромно фалсификување. Значи, да го донесе документот во оригинал. Ние ќе ги признаеме тие сертификати, но анализите кои што можат да се направат во нашите лаборатории, со обезбедени стандарди, ќе се прават во нашите лаборатории, затоа што имаат капацитет тоа да го направат лабораториите. Кој ќе ги дефинира тие стандарди и кој ќе ги обезбедува тие стандарди? Стандардите согласно актуелните законски прописи ги обезбедува подносителот на барањето за паралелен увоз. Значи, они треба да ги обезбедат тие стандарди. Дали ова значи дека сега е ова камен темелник сега за веледрогериите, дека они нема да бидат во можност да обезбедат сертификати од производителите? Доколку не можат да обезбедат сертификат од производител, дали тука може да настане застој на да, има постои таква опасност. Опасност постои секогаш. Збориме застој, а ние зборуваме за паралелен увоз, односно зборуваме за лекови кои во Македонија се регистрирани и од овластените дистрибутери од производителите ги има на лагер. Значи ние не зборуваме за дефицитарност. Значи, во моментот, во Македонија ги има тие лекови. За каков застој може да стане збор? Значи, ние не направивме разлика. Сертификат ако не може да обезбедат. Сертификат од производител. Има лекови за кои што не може да настане застој. Има лекови за кои што може и тоа како. Тие што се увезуваат во поголеми количини, значи треба производителот на време да знае, затоа што наменски се прави. Видите, тоа е регуларен дел од работата на дистрибутерот. Значи, тоа ние тие моменти сите сме ги планови добри да направи за навремено да добие бараната количина, доколку не се работи за 100, 200, 300 различни серии. Значи, тоа е тој застој што ние велиме, односно губење на време. Значи не може да настане застој доколку веднаш од оригинаторот тука се обезбедат тие количини. Да. Добро. Јасно е дека значи ние ги имаме во државата регистрирани тие лекови, инаку доколку ја повлечете вие вашата регистрација, ние не можеме да агенцијата не дозволува регистрацијата да се повлече. Не можеме да може да постои паралелен. Да најавам реклами, па се враќаме во студијата.
Отвори и кеш освој. Отвори Гранд Голд или Гранд Арома кафе со промо налепница и дознај дали си освоил половина милион денари или друга вредна награда. Добитници има се повеќе. Можеби вие сте следниот. Гранд кафе. Кога се запознавме, јас имав 7 години. Таа малку постара од мене, тоа беше платонска љубов. Струнка и јас. Шо да ти расправам? Струнка. Традиционално освежување. Супер брз интернет за секое семејство. Оптички кабел до секој дом и брзини до 1 гигабит со неограничен сообраќај. Најпопуларните светски канали: Спортклуб, Евроспорт, Фокс, Дискавери, без доплата и без обврзувачки договори. 4 телевизиски приемници, а само 1 месечна претплата. Телекабел, вашиот домашен пријател. И оваа година, од 15 декември до 15 јануари, што и да одбереш од огромниот избор на ексклузивен италијански мебел, Монтенегро Мебел, како најголем пријател на твојот дом, ти подарува дури 25% попуст на целиот асортиман, а за одредени експонати и до 40%. Среќни празници. Монтенегро Мебел. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Се враќаме повторно во студиото. Вие ја следите 24 анализа. Разговараме на тема фалсификувани лекови, што ќе донесат измените на новиот закон за лекови во делот на паралелниот увоз. Значи, застанавме во делот на измените на новиот закон. Не ни го објаснивте тој дел околу следењето, следливоста на лековите во другата држава, да ја спомнеме Турција. Ние до сега имавме следливост, во која што бевме сигурни од веледрогеријата, од која што се увезуваше лекот кој што е предмет на паралелен увоз. Сега се бара изјава од веледрогеријата во Турција дека има спроведено следливост на лекот од производителот до кај нив. Затоа што од кај нив до кај нас ние веќе имаме. Значи, кога спориме за следливост, зборуваме, може да се мисли кај лековите следливост, следење на серијски број, на лек по серијски број, или следливост на температурни услови за време на транспорт и складирање. Значи, изјавата без документи како прилог на изјавата, врз основа на кој се дава таа изјава за сигурност, мислам дека тоа вие сакате да кажете од кај ги земале тие, мера така? Кај биле лоцирани? На што се однесува тоа е можно да се лоцира. Значи тоа е можно, тоа го направивме сега, има систем на следење. Значи точно да се лоцира лекот ако е од Ново Нордиск во Турција дистрибуиран, представништвото нивно, дали било во... Ние го взимаме од Кузеј Фарма, но Кузеј Фарма има одредена количина, карикирам сега Кузеј Фарма спомнав, може некоја друга, било која, значи, ако не одговори на количините кои што нам ни се потребни, веројатно ќе земе од друга веледрогерија. Сега ние ќе бараме, значи, документ каде бил пред тоа складирани, они мора да имаат евиденција. Да, следење по серијски број, тоа софтверски се прави, тоа врска имаат сите веледрогери по добра дистрибутивна пракса, меѓутоа ние ќе останеме без следливост на температурата за време на транспорт и складирање. Ама тоа го има, значи следењето на температурата го има секој пат секаде.
Не може да нема следење. Ние говориме дека го немало на патот кога шетале лековите низ институција. Значи, Сонја, како се носат вакцините, се носат во посебни комори. Точно. Каде што има систем за следење. Така, и за изјава да дадеш дека се било во ред, ти треба да имаш во прилог документ, односно температурните листи. Тоа ќе го бараме. Дали на тоа се мисли изјавата за следливост? Тоа е супер тогаш. Значи, тоа беше дилемата затоа што следливост не е додефинирано. Кога ќе се каже следливост, серија, температура, што следиме? Значи, ако на тоа се мисли, може само во законот да биде дообјаснето, иначе тоа е она што недостасува, а што има огромно влијание на квалитетот на лекот. Да. И економски и здравствен. Секако така. Ова ќе помогне многу да се заштитиме сите како граѓани на Македонија и дека надевам дека нема да отворат нови изјави баравме официјално преку медиуми со писма да ни достават увозниците температурни листи и сакаш да имаме одговор, дојдете, ќе видите. Ама нема зашто да дојдете, покажете ги јавно. Температурна листа тоа е јавен документ, не е државна тајна. Да видиме дали температурните листи се вклучени од почеток до крај. Сега, значи ние кога ги баравме тие одговори, го немаше. Од овој ваш одговор и од она што го слушнав од пресконференцијата на директорот. Ви надеж. Апсолутно. Како на пациенти. Апсолутно. Сега сакаме само да видиме дека тоа ќе се направи во пракса така како што беше кажано. Јас сум навистина оптимист затоа што последнава година ние наидовме на диалог, ако ништо друго, каде што претходно бевме комплетно игнорирани и занемарени. Кога ние успеавме еднаш, Весна успеа да говори средба кај тогашниот министер, ние се радуваме како да сме добиле седмица на лото. А пред тоа 3 години го следат по настани за да ме запамти дека треба да не биде. Значи еднаш Весна договори сите отидовме. 20 друженија. Имам тука едно прашање, велат кој го дозволувал сето ова и кој подпишувал сите овие години да се случува? Јас после интервјуто на директорот на Фондот за здравство за Фокус на мојот Facebook профил објавив дека најодговорни за ова изјава, но не ја дообјасни. Не ја дообјасни затоа што откаде му се тие сознани и дали има докази. Да, тој не ја дообјасни, јас по тоа што го кажа тој, кажав дека најодговорни за ова се тогашниот премиер, тогашниот министер, тогашниот директор на фондот, тогашната председателка на Националниот здружение на диабетолози на Македонија и председател на комисијата на Националната комисија диабетес и советникот на министерот во делот со инсулин. Од моја страна, веројатно другите здруженија си имаат своje видување, затоа што сум сигурен дека тоа не може да помине без нивно знаење. Никогаш во Македонија не може да помине нешто без знаење барем на еден од тие луѓе тука што се наброени. Добро, зошто сега не се исфрлени тие трети земји од законот? Зошто не се фативме за Турција? Дека не е Турција. Земја која што произведува фалсификувани лекови, дека ова реакција на Министерството за здравство и на агенцијата, пошто Министерството за здравство е доносител на законот, нели? И агенцијата за лекови реагира инстантно заради големиот страв што беше во населението, посебно кај пациентите со диабетес. Значи се ургираше инаку нашите планови се да се направи, како што реков, нов закон. Имаме намера. Значи, тоа не е нешто што ние сега ќе го измислуваме. Кога се прават законски измени, се вклучуваат сите стейкхолдери. Прво, се прави проценка на влијанието на регулативата. Значи, тоа што сакаш да го смениш, како ќе влијае на сите стейкхолдери. Разбирате? Не слушайте. Кога ние сите закони така би ги менјале, не бисме имале вакви емисии. И кога ние на маса на време ќе ставиме сите се, ние така планираме да го правиме новиот закон. И исправно. Вистина е дека нас ни одговара со значи земја во транзиција сме, сиромашна земја, ни одговара по ефтини лекови, но никој пат на штета на здравието на пациентите. Морам да ви кажам тука една информација, кратко, затоа што конкретно кај диабетес, трошоците за инсулин
изнесуваат околу 5 до 10% од вкупните трошоци на третманот на последиците. И сега, доколку ние штедиме на инсулинот, државата ќе плати 10 пати повеќе на санирање на последиците. Тоа упорно ние пробуваме да им го објасниме на надлежните, тогаш нема никаков слух за нас. Видете, во фармакоекономијата најевтиниот лек може да испадне најскап. Ние за тоа сме сосема свесни. Во целата оваа ситуација кој заработи, кој доби, кој изгуби, кој заработи? Дали веледрогериите заработија многу, дали државата заштеди? Може ли некој ова да не го јавното обвинителство да го отвори случајот и да го истражи комплетно, доколку нема никој виновен, тоа ќе ги поздравиме сите. Има ли веледрогериите голем профит, заштеди ли многу државата на ова? Значи, целта на донесување на законот, како што бевме тогаш информирани, беше намалување на цените. Меѓутоа, независно од тоа што беше таа цел, не добивме никаква анализа на заштедата и на разликата во цена каде е останата. Она што ние го знаеме како податоци што го имаме е дека најголемата разлика на цената која што е од Турција во Македонија е останата во веледрогериите, додека минимално е намалувањето на цените. Но и сега некои бројки почнаа да излегуваат под притисок на народниот правобранител. Меѓутоа, кога ќе ги видиме тие бројки како процент, како голи бројки, ги немаме сите анализи кои што треба да ни ја дадат правата заштеда. Ова што го кажа Цветан е многу точно. Колку од таа заштеда е потрошена за да се лекуваат, односно да се санираат последиците на несаканите ефекти од една страна. Никој не направи анализа колку производителите во текот на овие 5 години ги намалија цените. Не може да се очекува дека производителот ќе намали во една година 50 до 70% цената. Но со текот на времето, како поминува, значи секоја година за некој процент оди цената надоле. Кога ние би имале комплетната слика, тогаш ќе видиме, значи ова е моја проценка, значи јас немам никакви податоци, значи дека заштедата на државата е минимална во однос на заработката на веледрогериите увозници на лекови од паралелен увоз. Живееш на луѓето нема цена. Виште информација. На сето години не беше внесен ниту еден иновативен лек. Значи, последиците на закон на праксата со паралелен увоз, значи, ќе остави Македонија многу доле во однос на лекувањето со воведување на нови терапии. Ние сме свесни колку производители ги затворија своите представништва во Македонија и ја напуштија Македонија. Големите производители кои што ги имаат квалитетните лекови, ако еднаш од Македонија отидат, нема да се вратат така лесно. Ние не се потрудивме да ги задржиме заради тоа што во светот постојат докажани научно и во пракса применети методи за намалување на цените. Тие методи, паралелниот увоз е само една со најголем ризик и ние таа ја применивме. На ниедна друга метода не и дадовме ни шанса. Работиме на подобрување на законската рамка за веќе сме сработиле, но новиот закон исто така и во методологијата за цените ќе има измени. Добро е што има волја. Позитивни се само дека како сега од агенцијата пораката што е дека ќе почнат институциите здравствени, агенцијата, министерството, фондот, клиниките да работат транспарентно и сите ние што сме во здравствениот систем заеднички да ги решаваме и унапредуваме законите и работењето во Македонија. Тоа е тоа, мора заедно да градиме иднина затоа што инаку не е можно. Економска државата ќе има ако заедно работиме и добивка и бенефити на благодарам на сите на разговорот. Благодариме на поканата.